Убавината и историјата на село Полаки, раскажана на неколку страници, е новата монографија која авторките Љубинка Ајтовска и Илинка Атанасова ја промовираа денеска во падините на Осоговските планини по повод големиот христијански празник Христово Вознесение Спасовден. На промоцијата присуствуваа представници од општина Кучани, меѓу кои и градоначалникот Ратко Димитровски, кој изрази големо задоволство за вниманието кое преку оваа монографија му се посветува на местото кој е извор на природните убавини, се уште неискористени од човечката сила. Една монографија која што го опишува живењето тука, која што го опишува еден дел од историјата на целото ова подрачје и кое што остава трага за сето што е поминато досега. Очекувам дека ова ќе најде на една широка поддршка од страна и на самите жители од Полаки и на оние кои што се произлезени од овде, меѓутоа и кај пошироката јавност, заради тоа што во барањето на документи најдовме само едни документи некаде 62-3 година кои што се излезени досега официјално. Ова е веќе еден официјален документ и ќе створи основа за понатамошно истражување и за понатамошно откривање на некои нови моменти кои што се случувале тука и кои што веројатно ќе се случуваат и понатаму. Се на се една иницијатива која што треба да ја поддржиме и која што општината се откажува од тие приходи, општината ја остава на Советот на местната заедница и остава на Советот на црквата Свети Спас да приходите кои што ќе се соберат бидат наменети повторно за овде за оваа црква. Село Полаки е актуелно поради неговата големина и поради тоа што до сега нема пишани документи за ништо. За Полаки може да се напише роман од 1000 страници и неколку филмови да се снимат. Сликите од првата монографија за село Полаки живописно ја представуваат природата која за многумина е една од најубавите во регионот, а и самата локација нуди мир и спокој за секој кој ќе дојде во негова посета. Мештаните велат дека кој еднаш тапнал таму се навраќа повеќе пати, а традиционално овој празник секоја година примамува голем број верници.